Ова е новото издание на Fair Play, како и секогаш со големо задоволство ви посакувам добри дојде и ви најавувам дека ќе имаме една можеби поинаква тема, што верувам дека ќе биде доволно интересна, а така би требало да биде ако се земе предвид колку многу се зборуваше за истата. Зимските олимписки игри кои што се одржаа во Милано и Кортина во месец февруари ги одбележаа многу нешта. Се разбира пред се тука се снегот, ледот, сите оние надпреварувања и нови достигнувања кои ги имаа спортистите. Меѓутоа, она што ги преплави насловите и медиумите беа бројката од 10.000 кондоми потрошени за само 3 дена во олимписките села и сместувачки капацитети. Се разбира, ако земеме предвид дека дел од овие информации подразбираат и маркетиншки трик, ако земеме предвид дека презервативите всушност на некој начин се гледани како еден вид на сувенири од олимписките игри, затоа што на нив стои логото, се разбира и годината и секое ново издание на ова надпреварување, сепак остануваат отворени многу голем дел од важните прашања што се директно поврзани со здравјето на спортистите. Додека за некого сите тие коментари се само забава, прашањата за тоа дали сексуалните односи се нешто кое што влијае како природен допинг или пак може да представуваат фатална грешка пред важни надпреварувања кои што ја одземаат енергијата, е нешто за што многу помалку се зборува. Колку е важен тој хормонален баланс во телото на спортистите? Дали можеби премногу ги осудуваме сите оние потреби кои што секој организам и секое тело ги има, па така и телото на спортистите, а кај нив сето тоа се коси со она голема професионалност и спортска дисциплина, односно карантинско живење кое што го имаат долги години од нивниот живот. Се надевам дека ќе успееме да добиеме важни и интересни одговори на овие теми од мојот денешен соговорник, затоа вие не го менувате каналот за кратко да знавате со кого денеска ќе разговараме. Во најавата веќе ги слушнавте сите теми на кои што денеска сакам да добиеме вистински одговори, заради тоа што во јавноста звучат интересно и атрактивно, знаеме да ги коментираме во голема мера, меѓутоа многу поважно од сето тоа е едукацијата, важно е и да разбереме каков е тој свет на спортистите, а пак самите тие да ги знаат и правилата се со цел соодветно да се однесуваат и тоа како се однесуваат да не влијае негативно на нивниот спортски перформанс. Затоа се радувам што имам вистински соговорник на оваа тема и чест и задоволство ќе ми биде да разговарам со професор доктор Зоран Ханџиски, кој што е специјалист по спортска медицина, кој што е член на Националната антидопинг комисија, меѓутоа и човек кој што има интернационално искуство во целиот овој свет, многу добро знае како функционираат спортистите, поважно како би требало да функционираат за да ги постигнуваат своите цели. Докторе, многу ми е драго што сте овде, добре дојдовте во Fair Play по прв пат. Па да, во Fair Play по прв пат ви благодарам многу и ми е чест и задоволство. Бројки за тоа колку кондоми се потрошиле во олимпиското село имаше насекаде. Така звучеа насловите, медиумите беа преплавени, знаеме дел од тоа може би е маркетинг, дел од тие презервативи дури се продаваа за високи суми на одредени онлайн пазари маркети, но ако го ставиме сето тоа на страна, како би ја дефинирале вистината? Дали на вистина толку многу секс има во тоа олимписко село и дали спортистите на вистина имаат простор за такво нешто кога одат да постигнат врвни резултати? Па видете, бројките не значат ништо. Тоа е маркетинг, тоа е реклама, пари, меѓутоа само луѓето веќе оставам, нема да кажам, нека проверат колку се потрошени кондоми на летната олимпијада во Рио, јас бев на таа, така да таа е нормална појава. Сега се отварат многу други димензии, па колку чинат, па за 3 дена толку потрошени, меѓутоа вака ќе кажам. Прво, да учествуваш на олимпијада значи да поминеш како спортист еден тежок олимписки циклус,
во кој што бара максимално оптоверитување, фокус и каде што кога ќе завршите со последниот надпревар, независно дали сте го постигнале, дали сте добиле медал или сте го постигнале својот рекорд или национален државен рекорд, вие после тоа имате право и да се релаксирате и сексот е нормална приказка во целава работа. Табуата обично се шират околу приказките, па дали може, па дали не може, што е тоа многу се не се. Ја мислам дека е така нормална приказка да само маркетиншки нешто сака да се постигне, меѓутоа морам да кажам дека се надевам дека заеднички ќе ги расчистиме табуата околу сексуалната активност и спортот. Да. Сега вака, генерално, тој медицинските лица, тоа е како некое непишано, па може би пишано правило дека сексуалните односи влијаат позитивно и врз женскиот и машкиот организам и дека секој човек на планетава генерално е во една подобра состојба или благосостојба ако има редовен сексуален однос или да речеме таква некоја динамика што е соодветна за неговото тело. Што тоа значи? Важи истото и за спортистите? Апсолутно, значи потребата од сексуална активност е нормална. Се знаете дека тоа е нормален дел од развојот, дека тоа е апсолутно неопходно, позитивно за здравието. Сега тука околу, малце, ако дозволите само кратко, што говори науката. Значи, што говори физиологијата на спортот, што вика ендокринологијата, дека сексуалната активност 12 до 24 сата пред настап апсолутно не влие никако штетно на сила, издржливост, експлозивност и така натаму, уште повеќе ако е проследена со адекватен сон, со адекватна нутриција, со адекватна рехидратација и опоравување, извонредно позитивно влие. Зошто? Затоа што после за време на сексуалната активност и после нејзе при кој што релативно луѓето мислат дека се троши многу енергија, не се троши кој знае колку енергија, не е енергетскиот растур битен, колку што се влачат окситоцин, пролактин и допамин, кои што се така наречени хормони на радост, на задоволство и на зголемено спиење. Затоа пак не се препорачува сексуална активност 2 до 3 до 4 часа пред надпревар, токму поради тоа што во тоа ниво ни треба повисоко ниво на свесност, араузул, ментален фокус, така да сексуалната активност 12-24 сата пред настап е нормална работа. Повторно говорам, ако се легне на време, ако се има доволна рехидратација и така натаму. Сите останати приказки се резултат на културолошко, социјално, религиозно, ја би ги нарекол мантра проблеми, бидејќи секој спортист има своја мантра, има своја приказка, верува во нешто. Дел од познатите спортисти дале прецизни и конкретни изјави после успешен надпревар, например, дека таа добра форма на тој ден, важен, одредено финале и така натаму, се должи на тоа што минатата ноќ или минатиот ден си поминале убаво со своите сопруги, сопрузи и така натаму. И, де факто, имале сексуални односи. Значи, останува да биде ова индивидуална тема, како кому тоа му влие? Или повторно е многу важен сепак тајмингот? Тајмингот е важен, ви реков. Значи, никако пред неколку сати пред надпревар. Да. Сега, второ, репортите што ги даваат голем број на познати спортисти е во поглед на тоа про или не за сексуална активност. Например, од еден Хусеин Болт кој што кажува дека не му влие вечерта пред физичка активност, до Роналдо, или пак Майк Тайсон кој што буквално абстинира неколку недели пред надпад со цел наводно да ја зголеми агресивноста. Меѓутоа, вака ќе ви кажам, имате интересни случаи со напознати, сега да не ги етикетирам репрезентациите, сепак репрезентации, например, на фудбал на едно првенство, каде што тотално беше забрането на спортистите да имат било каква сексуална активност, иако во многу професионални средини на поединци клубови имате се носат сопрузите, девојките нивни или дечковците. Тука се тачно се знае во кој период може да имат сексуални односи. Така да, едноставно, знаете како, ова кондомите, сето тој еден маркетинг кој што се шири, иако науката говори сосема нешто друго. Добро, може ли само да направиме една граница, ако веќе таа постои, сите овие нешто што ги објаснивте, дали идентично важат за мажите или за жените, или приказната е сепак малку поинаква? Апсолутно, во однос на сексуалните активности, истите ефекти ги постигнува и кај жените, кај мажите. Тука немаме никаква разлика во однос на тоа дека не влие на изведбата, на силата, на издржливоста, на експлозивната, и дека ги има овие позитивни ефекти со тие три хормони. Може подоцна ќе проговориме за ендокринолошките и суштинските разлики помеѓу мажите и жените, али во однос на сексуалната активност ефектите се.
Сакам да дадеме коментар за темата карантин, до некаде малку ја начнавте. Карантините како такви постојат за речиси сите спортисти и во индивидуалните и во групните спортови. Најчесто, особено 24 часа пред надпревар, спортистите се во еден вид изолација. За некои спортови карантинот трае подолго. Треба да ги земеме предвид и периодите на подготовки, каде екипите одат по речиси еден месец во некаков тип на изолација. Како прво изгледа тој карантин за еден спортист? Знае ли некогаш тоа да биде сепак многу тешко, затоа што секој тело има своји нагони и треба да издржи еден таков режим? И треба ли да биде тој карантин ист или сличен за сите спортисти? Супер, повторно интересна тема. Јас инако сум доктор кој што присуствувал на многу карантини. Со години наназад порано и со фудбал и со све сум поминувал и карантини од 24 сати, подготовки и све. И морам да ви кажам нешто. Карантинот како карантин се разликува во однос дали имате индивидуален спорт или имате групен спорт. Целта на карантинот генерално е фокус, ментален фокус на настанот, фокус на тренажниот процес, фокус на резултатите што треба да се постигне, затоа што спортот не е само тренираш. Спортот треба да знаеш колку треба, значи најбитно опарувањето од еден до друг тренинг. Најчесто карантините се токму ради тоа да е се под контрола, да може во оној период на подготвителен период кога се подигаат перформансите или дента пред надпреварот кога треба да се даде максимум, да се биде под контрола. Второ, во тој карантин вие развивате многу интересни врски. Ако станува збор за групен спорт, комуникација со играчи, тренерите држат нон-стоп едукација, се следат на надпревари, се разговара со секој играч посебно. Карантинот по дефиниција е многу полезна работа. Сега, јас сум присуствувал и на многу инциденти. Да. При овие карантини, некој едноставно ќе пукне поради слабата нетрпеливост. Не се сите на иста психолошка подготовка, ментална сфера, може да се деси настан во фамилијата, може да се инцидент, меѓутоа тука шефот на стручен штаб и екипата се многу важни да го менаџираат процесот. Не сме сите исти. Знаете, тука имате индивидуални проценки, ај ќе му дозволам ново и она. Една сложена приказка која што бара голема психологија. Повторно ќе кажам и секојаш користам и сега ќе кажам за врвниот спорт, 4 работи се многу битни. Права селекција, правилен тренажен процес, исхрана и психологија. Добро, уште еднаш сега подетална паралела, ако имаме кошаркарска екипа и има важен надпревар, пошто би се разликувал карантинот и треба ли да се разликува, например, во споредба со еден борач, може би UFC борач, нив им треба веројатно најмногу таа снага, или да земеме, не знаме, бодибилдерите, кај нив исто така многу изразена таа чување резерви, снага, енергија. Во однос на оној така налечен физиолошки ефект, апсолутно исти ефектот. Дали е кошаркарска екипа, дали е борач исто, зашто целта е на време да легне, адекватно да се рехидрира, адекватно да се направи да има ментален фокус. Ке индивидуалните спортови пред се таргетот е индивидуален. Индивидуален спорт е една интровертна и екстровертна промена на приказката. Додека во групниот спорт карантинот има и некои други содржини, каде што вие треба да ги усогласите целата екипа да дише како едно. Тука може би да се постигне резултатот е малце потешко, значи карантинот се користи за подигање, тоа се вика arousal level или ниво на будност кај целата екипа или кај поединецот. Разликите се во психолошкиот приод на поединецот или на екипата. Второ, ај поединец ке процените, например, ке речете овој премногу се вознемирува, затоа морам да работам техники на релаксација и ментален тренинг за да го спуштам нивото на будност. Меѓутоа имате во една екипа многу различни играчи, овој се вознемирува, овој не, и ви се тоа треба да го складите така да екипата излезе горе-доле со исто ниво на будност за да може да направи. Така да карантинот е пресериозна работа, тоа како се обидува луѓето да го погледнат. Ако добро се изменаџира, ако добро се помине тој карантин, дефинитивно е позитивен за играчите. Хормоналниот целосен статус и баланс апсолутно дека ни дава голема слика за тоа каков би бил перформансот на еден спортист. Тоа се контролира, регулира, верувам. Меѓутоа, прво сакам да прашам дали најголемиот фокус е ставен на тестостеронот како таков и околу него почнуваат и завршуваат сите приказки и допинг, па и без допинг, значи дали тоа не е она клучна, да речам, тема? Убаво ги таргетирате прашањето, од прашање, отварате многу интересни теми. Прво, ајде да почнеме вака едноставно за публика да кажеме, машкото и женското тело се разликуваат. Секако.
Тој прво број ден, ама ќе проговориме тој во тренажниот процес и во она што значи подготовка пред тренинг се разликува. Да. Прво, разликата е тоа што кај машките веќе говорам поминат пубертет или за пубертет веќе имаме комплетна тестостеронска слика со многу малце естрогени. Еден дел од тестостеронот се ароматизира во хепарот во малце естрогени, кај жените е обратно. Сега, што значи тестостерон кај мажите? Тоа значи повеќе придобивка на сила, поголема агресивност, поголема мускулна маса, поголем ментален фокус. Што значат естрогени кај жените? Естрогени кај жените значат поголема аквизација добивка на масно ткиво, поголем дисбаланс на кортизолот како стрес хормон. И сега, сите овие разлики веќе детерминираат каков тип на загревање или подготовка пред натпревар би треба да има женски и мажки спортист. Например, ако сака да направат буст или зголемување на тестостеронското ниво, постојат природни начини. Тоа е, например, спортист би требало да настапи пред натпревар или пред потежок тренинг со кратки интензивни 80 до 90%, 2 до 4 серии на максимално кревање на тегови, детлив и чучневи и така натаму, кои што ги зафаќаат големите мускулни групи, или пак со краткотрајни шпринтеви кои што ќе потенцираат неуромускуларната и врските гори. Што значи, кај машки спортист, соодветно со тестостероновите концентрации, тоа би бил еден начин на загревање. Глобално, меѓутоа зависи од спортот. Додека кај жените. Кај жените прво треба многу да се има ментален тренинг и приказки на релаксација, поради тоа што они имаат поголемо ниво на одговор на кортизолот како стрес хормон. Затоа кај жените повеќе се препорачува ментален тренинг, релаксација и така наречено динамичко загревање. Нервниот систем и хормоните се нашите двајца главни регулатори во организмот. И сега, вие со физичката активност имате соодветен хормонски одговор. Добро. Например, добро трениран организам, кој што не е во овертренинг или во прекумерно оптоварување, што е многу голем проблем, ќе продискутираме, треба да има адекватен и тестостеронски и кортизолски одговор, значи треба да се зголемат, а сооднос помеѓу тестостеронот и кортизолот секогаш е повеќе во корист кај машките. Подобар. Затоа кај женските треба повеќе да се балансира тоа. Број 2. Еден од првите знаци кога од акутен оверичин годите во хроничен овертренинг и пореметување на оваа оска. Хипоталамо, хипофизната оска и половите жлезди. И ќе кажеме како тоа делува. И ако вие немате адекватен одговор на тестостерон или кортизол, дефинитивно имате така наречена индуциран овертренинг синдром. Има многу тренери, особено мажи да речеме, на кои им е доделена улога да бидат тренери на жени и на женски екипи. Докаде мислите дека сме со едукацијата на овие теми, затоа што особено во еден месец и циклус на жената, како ќе бидат темпирани незините тренинзи е една многу важна тема? Интересно повторно. Не се сите денови исти на жената во месецот. И ја отвараме многу интересни теми, кои што се буквално за цели емисии. Вака прво околу циклусот на жените, менструалниот циклус. Генерално не представува контраиндикација за било што, иако одредени на, да кажеме, лутеалната фаза, после овулацијата, чисто се користи за одредени трипови на тренинг. Се да не навлегуваме длабоко. Може умешен тренер да искористи постоовулаторната фаза за одреден тип на тренинзи. Меѓутоа, не влие многу. Сега, дали маш може да биде тренер, треба да биде. Видете, прво едукацијата ќе оставам на страна, каква е едукацијата кај нас, не би сакал да говорам. Ние генерално Македонија имаме проблем со едукација. Па не, мора да говориме за мредна работата. Што да ви говориме, катастрофа е све. Значи, ние сме една држава која што импровизира на секој поле. Значи, ние сакаме олимписки резултати, па човече. Па тие се таму машини. Ние говоревме за сексуална активност. Тој знаеш кој јаде, како јаде, што, кога се прави. Се му се знае, базален пулс, се знае како функционира оно саат во саат. Да. И сега ние ќе се надпревараме кога импровизираме на секој нов. Така да, мислам дека е дегутантно кај нас себе отвараме темата дека ние не можеме да постигнеме посериозни успеси токму ради тоа што е тренажниот процес. Затоа што морам да ви кажам, ние сме мал селекцијски модел. Значи, како народ говори мал пул навлечење. Ама токму затоа треба да бидеме најпрофесионални. Да си ги знаеме сите. Малце се луѓето кои што се едуцирани, меѓутоа кај нас сосема обратно се случува. Сега Машко може да биде тренер на жени без никаква дискусија, уште повеќе што зависи од неговите капацитети. Ментални, стручни, менаџерски, затоа што главниот тренер е генерално менаџер. Тој е психолог. Така да, понекогаш машкиот
тренер може да даде подобри резултати од женскиот. Повторно постои, инаку ја знаете на приказката кога руската репрезентација, мислам дека во Америка на едно светско првенство одбојка, кога тренерот шамари маваше на девојките, тоа се други стари школи, сега веќе не постои тоа, така да ја повеќе би се сконцентрирал на едукацијата и би се сконцентрирал на менталниот склоп и капацитетите и индивидуална експертиза на тренерот, независно дали е маж и жена. Ја не би правил никаква разлика помеѓу маж и жена, како што и како човек, еве како маж, сметам дека жената може да даде многу подобри резултати, може да биде многу подобар менаџер и апсолутно не се разликува ништо од мажот. Каде се прават најголемите грешки тогаш кога допинг не е дел од приказната? Значи тогаш кога, да речеме, еден спортист се обидува на најрегуларен начин преку исхрана и одреден тренажен процес да постигне нешто. Меѓутоа знаеме дека кај мажите знаат да се моментот немам доволно сила и енергија. Самиот го споменавте моментот на претренираност. Кај жени знаеме да слушнеме хормонални пореметувања, изостанување на циклуси, значи сите тие нешта да се случат, а при тоа да немаме никакви супстанции кои што тука би играли улога во приказната. Прво, лошите резултати и проблемот со знаете како, прво има акутен overreaching, значи замор, затоа што вака. Сега тренажниот процес е идеја да се направи суперкомпензација, да вие ако сте кренале 10 кила за 6 недели кренете 11. Или ако сте трчале за толку секунди да трчате за пократко. И вие мора да му дадете прекумерно оптоварување. Меѓутоа ако ќе му дадете прекумерно оптоварување, ќе се јави замор. Сега, почитувањето на тој замор и менаџирањето на замор е проблемот. Тука и затоа допинг највеќе се користи. Меѓутоа, умешен тренер, права наука, знае да го искористи тој момент. Например, има период кога спортистот крече, леле, само ми се спие. Пушти го да спие. Многу е битно да помине таа фаза на замор адекватно, бидејќи ако се стави по тепих, веќе ќе се развие комплетен овертренинг синдром. Ќе почне да не слуша, ќе почне повреди. Тоа е една цела приказка, организмот ги дава знаците. Тука ние грешиме. Прво, каде грешиме? Прво, јас тврдам во 99% од нашите клубови, какви и да се, нема никаква индивидуална проценка за спортистот. Ментална, психолошка, аеробни, анаеробни капацитет, ништо не се знае. Се тренира на ѓутура, се тренира, сите тренираат исто. Нема шанса во групните спортови, како што е фудбалот, кошарката и другите, индивидуално се тренира. Така да, ние не ги почитуваме сите тие параметри. Така да, главниот проблем, вие што го назначивте, е во неадекватен тренажен процес и невклучување на наука. Многу често тренерите се во индивидуален тренинг, и тренери, и доктори, и физио, и снабдуваче, и све. Така да, веднаш ќе ви кажам дека најголемиот наш проблем е во нашата едукација и во нашиот комплетно непрофесионализам. Затоа и губиме ние многу деца. Немој да мислите, ние сме талентирана нација. Има деца кои што може да се излечат. Меѓутоа, сето тоа се губи во неповрат, токму ради тоа што па камоли да се препознае дека настанал акутен overreaching. Не, тоа е тука е нашето. Се проценува дека во фудбалските топ лиги, Калчо, Малчо, Премиер лига и така натаму, до 10 постапи до 20 може да постојат знаци кod играчи на овертренинг. Синдром. Овертренинг синдром значи изгубена цела полусезона. Зошто? Премногу надпревари, премногу ноќни надпревари кои што не одговараат на хормоналната носка, премногу маркетинг. Затоа капацитетите на врвните екипи е колку она има втора или трета екипа. И они прават ченџеви, промени, они тачно да е пред Јана или Зоран да влезат во овертренинг, ќе ги извадат и ќе стават други. Тоа е големината на екипите. Што мислите? Кои победуваат екипи во фудбалот? Кои што имаат многу добри измени? Барселона имаше сега скоро таков пример на играч кој што буквално си ја стопираше кариерата за да може наједноставно речено да си дојде самиот на себе. Може да ви кажам за Барселона нешто? Може? Да, може. 2010 година по еден настан кој што случајно во Палич имав презентација, се запознав со докторот Медина и почнавме многу интересни комуникации. Му беше интересно ние што правевме, не да се пофалам, него не сум ни знаел 2010 година дека во мојот докторат студијата за хормони во фудбалот е една од најцитираните првите 5-6 години, не сум знаел, меѓутоа ете и тоа се случи, имав близо контакти, тачно знаев во Барселона што се случува, како се случува и луѓето немаат поима што, да пример, Меси каснеше 2 минути, му ја затворија вратата, си плати за да влезе. Они се подготвуваат сите. Пред да влезат со Гвардиола беше тогаш саат време, саат типол на заеднички тренинг. Пујол работеше еден, овој работеше друг, овој работеше пето, овој имаше проблем, Меси имаше тогаш проблем со интолеранција на храна. Тоа се машини. Тоа се, и вие сакате со Барселона да играте? Дај. Невозможно.
Доаѓаме до тема допинг. Прво, вие сигурно многу добро ги знаете. Кои се тие моменти кога најчесто спортистите можеби не дека толку тоа многу го сакаат, туку некако си создаваат слика дека последен спас и последен начин ќе им биде да посегнат по супстанции со надеж тие да бидат помош во нивниот перформанс. Ако сакам искрен одговор на ова прашање, бидејќи допингот е сериозно развиена приказка. Така е. Со ВАДА, антисветски допинг агенција, допингот уствари го бутат разни експерти и доктори на времето кои прават експерименти, односно, чисто за публиката, доуп, зборот доуп потекнува од една субстанца од грозиот зулу племе, кој што го користел за зголемување перформанси да нема болка. Па во минатиот бед стрихнин, амфетамин, разни приказки, па Бен Джонсон фатен со станизолол, стероид што се дава надре, за да на Тур де Франс, прошлиот век, на хорор. Значи, репортите си да докторите правеле хемии, давале све, тогаш Интернационалниот олимписки комитет вика стоп и ја формира ВАДА. И од 2003 ВАДА антидопинг кодот и течат приказките. Зошто земаат спортистите? Прво, целата приказка тркнува од олимпискиот дух. Што значи олимписки дух? Тоа значи дека физичката активност не сме да го оштети здравјето. Број 2. Значи дека треба да имаме fair play. За мене и за тебе се исти односи, исти услови. И број 3 треба да се сочува спортскиот интегритет. Кога ќе ги нарочиш, ти влегуваш у приказката на допинг, затоа што луѓето мислат дека позитивен допинг случај е само кога ќе ви најдат во урината или во крвта. Не. 11 прекршоци на антидопинг правила, во кои што едно е само ако ви најдат урина, останатите се површани, одбиваш, трафик, трговија, некој ти дава, ти му дава, многу интересни приказки. Зошто земаат? Повторно земаат ради анекдотски приказки. Трпе му рече на Јане, Јане му рече на Трпе. Меѓутоа, и така и допинг, едно средство станува на допинг листата се внесува. Кога? Од трите два критериуми ќе се исполнат. Значи, го штетува здравјето, ги подобрува спортските перформанси и го нарушува спортскиот интегритет. Значи, кога ќе се земе субстанца која тебе те става во понапред положба од другиот, да кажеме стимуланс, или да кажеме стероид со кој што ќе зголемиш мускулната маса па повеќе можеш да кренеш. Или еритропоетин, каде што ќе ги зголемиш кај нордиското одење, ке трчањето, маратонот, ќе ги зголемиш оксидативните капацитети. Веќе другиот кој што не го само тоа во неравноправна положба. И тоа е веќе позитивно допинг средство. Така да, најчесто се давани од доктори, например, случајот Пуерто, на шпанската полиција, каде што е фатен докторот Фуентес, кој што е допингува цела 10 елита на велосипедизам Ленс Армстронг. Он ги допингуваш. Се потекнува таму. Така да, веќе борбата за допинг е многу интересна, многу се шири и посегнувањето по допинг средствата најчесто е поради овој замор да се купира. Тука е клучниот момент. Момент и од рекла казал, односно анекдотски. Иако најновите податоци говорат дека над 60%, до 70% моментално, сите позитивни допинг случаи се поврзани со суплементи, додатоци. Значи дека несвесно ситуација имаме многу каде што погрешка. Добро. Неедуцираност. Може ли некако наједноставно да кажеме? Нашиот организам е создаден како што е, со сите процеси во него. Кога ќе му ставиме нешто плюс, што не е негова природна нели процедура, значи дека ние влегуваме во неговиот систем, по дефолт правиме проблем. Што тоа може негативно да се случи на нашето здравје ако ние стимулираме, ако најнаш нивото, да речеме, на одреден хормон оди во плафон, а нашето тело не е навикнато, например, ние толку тестостерон да имаме? Што ќе му направи? Во вашето прашање вака лаички веќе одговорите. Прво ќе ви објаснам за двата. Што значи кога ќе дадете тестостеронот надвор? Сега да ви кажам. Значи, организмот како функционира? Имате еден командант горе у мозоков, се вика хипоталамус, кој што детектира дали имаш доволно тестостерон. И се ти ако немаш доволно тестостерон, он силачи еден, се вика ослободувач, тој му делува на еден друг командир доле, капетан, тој хипофизата вика, овој не ти се лачи во тестостерон, и овој одма пушта стимулирачки фактор и тестисите лачат тестостерон. И кога ќе се зголеми концентрација, овој голе командантот вика, добро е. Се што правите вие? Кога ќе внесете од надвор хормон, тоа се во пикограми, во мали количини. Внесувате од надвор и командантот вика, ја имам,
Нема потреба ништо да лачам надале. Одмарајте. Ама не. Ама организмот нон-стоп има оние така наречени минимални концентрации кои што се за да се одржи, затоа што тие згоре хормони дават и трофичка улога на тестисите, ги држат во одреден обем, све, големина, нутриција, и сега ти кога ќе внесеш од надвор тестостерон, овие згоре викаат све окей, и одеднаш тестисите немаат стимулација и почнуваат да се скврчуваат. Машкото станува женско со тестостерон. А што станува со жената со тестостерон? Се маскулинизира. Добива секундарни карактеристики. Тоа се тие виднивите ефекти каде што веќе ги губат своите полови карактеристики за што постојат на оваа планета. Ова е да раѓа, овој да прави деца. Просто кажано. И сега сето тоа се минува. А да не говорам што се случува со анксиозност, инфаркти, мозочни удари. Тоа е веќе. А со стимулансите, знаете што случува? Што? Стимулансот вика вака, му вика на мозокот, ти не си заморен. Значи он се лачи, делува на одредени синапси на мозокот, иако овој се исцрпил, истрчил гликоген, се закиселил, се изморил, дехидририл, и овој му вика, не бе, ти си добар. Ама знаете што значи тоа не си добар? Ке направи повреда или боже, сад ќе може да направи аритмија или инфаркт. Така да, опасностите се мултифакториални, а ние во Македонија имаме и смртни случаи. Сега ќе дојдев до смртните случаи, тоа е најлошиот исход. Дали се толку многу чести или почести од што ние си замислуваме? Знаете како, јас имам податоци за тоа кое што, иако имам и некои подподатоци други, меѓутоа, оние се познати случаи, излегува за време на короната, баш ја бев повикана емисија во Европската комисија, со еден татко, 16 годишно дете кој што почнал да дојде на фитнес и после месец дена починува поради давање на стероиди, таткото беше тешко, имаме наш колега од Охрид. Имаме многу што се допингу, што им даваат деца. Не зборам професионални спортисти. Имаме многу. Такви имаме многу. Зошто? Ради тоа што имаме ставање на правење на нови зависници на стероиди, зашто сето тоа оди underground. Со новиот закон за допинг кој што успеавме да го донесеме 2024 година и со примена на тој закон кој што е заслуга на професор Ханџиска највеќе и на нашите пријатели од ВАДА, ние 2 пати веќе нашата држава фаќа 2 пратки од Индонезија, од Индија на вакви стероиди баш на база на законот и од кој што од Интерпол едва да имаме сериозни пофалби за таа работа. Едукацијата ја споменавте, многу е важна прво лично спортистите да ја имаат, затоа што неретко ги слушаме приказките, па јас само пие витамини, па тоа ми го препорача докторот, па тоа ми го препорача тренерот, па и тие се во чуденки, ја не ќев на мојот спортист да му наштетам, и верувам дека има случаеви каде што стварно несвесно се случува грешката. Сигурно има и такви каде што апсолутно свесно некои работи се одвиваат. Така што треба еден секој спортист да направи за да не погреши? Или за да некој друг не му помогне да погреши? Познавајќи ја... Толку ли се недостапни сите овие информации за спортистите да ги немаат? Све е достапно, сега ќе ви кажам. Приказката во Македонија е резултатно на претходното, комплетен непрофесионализам. Ние, борбата во допингот е пред едукација. Ние сме имале многу едукации, молиме за едукација, имавме проект за едукација, а апсолутно сојузите не реагираат. Голем дел од сојузите, например, не реагираат. Второ, мораме да запамтиме дека во било кој случај спортистот секако е крив. Единствено он може да има помала или поголема санкција. Меѓутоа он секако е крив. И сега ние затоа викаме потребна едукација, потребна едукација. Имаме федерации кои што имаме одлична соработка за едукација, меѓутоа федерации кои што не реагираат. Кошаркарска федерација не реагира. Јас сега бев на финалето Купот. Да. Па тоа таков однос тамо не ќе да говорам. Што се случуваше? Значи, они не се свесни ние све што можеме да направиме. А ние сакаме да едуцираме. Дали ме разбирате? Така да, проблемот е во едукација. Ние имаме добра соработка со многу што барат. Еве со Ракометната федерација имаме... Вие претпоставувам, знаете дека секој спортист тргнува од тоа. Нели, ќе земе декларацијата. На еден, не знам, нека се капки за нос. Лупам глупости. Сега ќе дојдеме до тоа. Да, ќе земе декларацијата и вика, ја овдека ништо не разбирам. Ја не можам сите овие состојки една по една да ги проверувам, гуглам, некојаш и тоа не е доволно, научни трудови нема до тоа. Не е тоа начинот. И тогаш, само дозволете, тогаш начинот ќе биде докторот да го погледне. Зборувам како е во пракса. Доктор, ај смеам ја од овие капки за нос да ставам и докторот ќе рече, смее, ништо нема да се случи. И тука завршува приказката.
и после кога ќе биде лош резултатот на допинг, се отвара темата кој беше виновен. Сакам да речам како постапуваат спортистите, како тие да си олеснат. Знаејќи дека немаме регулирана здравствена заштита и крај на материзам, мојот телефон и на професор Канџиска е секогаш отворен за да се консултира директно со нас и сме заштитиле многу спортисти. Знаете како треба да биде? Како треба? Јас кога бев доктор на работнички. Добро. 2003-2004 година први допинг случај беше со работнички фудбал. Јас воведов пракса да секој спортист пред да случи договор подпише дека не смее да земе ни едно средство без консултација со мене. Знаете што може да се случи? Да спортистот е болен, спортистката е болна, нагло температура, мајка му го однесе на брза помош, му стават кортикостероид. Да. Што денеска не е стандардна терапија за температура и готово, стана позитивен. Ама ќе направи проблем. Стана позитивен. Значи, приказката е во повторно во организација на клубот, на сојузите. Во Македонија проблем се клубот, сојузите и да не идам понатаму. Кои све, како одат нагору приказки. Тука е проблемот. И сега ти треба имаш доктор, на кој што ќе се обратиш. Прво, ја или одговараме на сите, одговараме на наши играчи надвор, меѓутоа не е идејата тоа. Ние преме континуираме, ние молиме федерации, кошарка е молиме да ја едуцираме. И си да ви кажам друг случај со капките за нос. Затоа ги кажете ми не само за капки за нос, ќе се надоврзете. Има ли и многу други такви лекарства кои што за нас се базични, ги имаме сите во наша домашна аптека, ќе направат проблем? Има? Знаете зошто? Едноставно, сите средства што се на позитивни допинг средства се лекови кои што не ги користиме за нашите здравствени состојби. Меѓутоа треба едукација. Значи, допинг средства се поделени во неколку групи. Тоа е една група која што не е дозволена ни во надпревар, ни во надпревар. Има група која што е дозволена во надпревар, а не е дозволена за време на надпревар. И имате група на допинг средства кои што е забранета само за одредени спортови. Например, кај стрелачките спортови, поради смирување на срцевата фреквенција се користат бета блокери со цел да се смириш и раката помалку да се трести, имаш подобри резултати. И сега тие се наоѓаат на таа листа и се ние треба да го знаеме тоа. Второ, капките за нос. Например, треба да знаеме дека за време на надпревар 48-72 часа не смееме да користиме капки за нос со псеудоефедрин или ефедрин, кои што многу капки ги имаат, затоа што може да испаднете позитивно. Меѓутоа во надпреварачки период пред која недела две можеш. Сега за тие капки со работнички бевме да играме со Лил, приказката пред денот некој шетање во градот со тренерот. Ами ги тоа беа многу добро едуцирани. Еден играч оди да си земе капки од аптека, му се запушил носот, ги зема капките, прво мене ми ги носи, ја гледам дека во капките има псеудоефедрин, се враќаме, ни дава физиолошки раствор, следниот ден беше излечена допинг. Вториот проблем е голем суплементацијата. Суплементација. Зашто? Значи ви реков, над 60% 70% се резултат на суплементацијата. Зошто? Затоа што се смета дека постои крос инфекција, односно поради економските профити на фармацевската индустрија, таму каде што на тие машини каде што хали се произведуваат и лекови, се произведуваат и суплементи. Вие нема да сретнете суплемент каде што фармацевската индустрија ќе напише допинг фри. Не ја одговара, ќе треба скроз башка производство за тоа. И сега случајно ќе бидат загадени. Меѓутоа спортистот одговара. Сега, што е за тоа што е чарето? Чарето е за тоа да вика ако си професионалец, ако си клуб, ти викаш, ќе земам креатин, ќе земам аминокиселини, ќе земам тоа. Сега, од тој серијски број му викам на производителот, сакаш да ми продадеш, изволите дај ми документ од референтна антидопинг лабораторија дека не е загаден со стероиди и стимуланси. Не сакам да го прескокнеме, не е ни природно да го прескокнеме тоа. Имавме Олимписки игри и нашата делегација некаде пред заминување мораше да претрпи промени заради позитивен допинг случај. Меѓутоа таа процедура се уште не е завршена. Имате ли увид што се случува воопшто? Немавме прецизен коментар до сега. Бидејќи сум интернационален допинг контрол офицер, член и бидејќи сум инволвиран и јас професор Канџиска во сето ова, во овој момент не можеме ништо да коментираме, бидејќи тоа се вада протоколи. Единствено што спортистот е временски суспендиран, што е нормална постапка и нормална постапка е сега поминува низ комисијата за менаџирање на резултати и се надевам скоро ќе има
Не е ова долг период за да зачекање не, резултати? долг период, но може да трае, зависи од што е приказано. Јас сега во овој момент не смеам ништо не за да кажам. конкретниот случај, прашуваме ве генерално. може да трае од кратко до долго. Значи воопшто не е ова што трае, не е нешто посебно долго, зависи од случај до случај и јас себе само за ова прашање ќе не можам ништо да ви одговорам, ради тоа што ние сме максимално професионалци и ВАДА забранува и нашата работа забранува за овој конкретен случај, бидејќи тоа е заштита на интегритетот на спортистот, прво. Секако. Заштита на интегритетот на Олимписки комитет, на федерацијата, наши све, а по званично објавување на сето тоа што ќе донесе комисијата, веќе може да дискутираме за тој случај. Уште малку ето околу тоа како спортистите си поминуваат лично со тие допинг контроли. Јас споменав можеби најпопуларниот случај беше Усеин Болт, кој што гласно зборуваше, дури и се бунтуваше, да речам. Ги користеше тие зборови: мене овие агенции ме малтретираат. Доаѓаат кај мене, имаше такви изјави, доаѓаат кај мене дома во 3 часот наутро. Какви се правилата? Возможно ли е такво нешто? Да. Кога сме комисијата да побара и да рече дека сега е време да земеме примерок од твојот организам? Вообичаено тоа се случува после надпревари, ве самиот кажавте примери. После надпревари неколкумина од екипата или ако индивидуален спорт по надпреварувањето на контрола. Меѓутоа не е само така. Кога имате право да... Значи вака, кога станува збор за допинг контроли, имате in competition и auto competition за време на надпревар и во надпревар. За време на надпревар одите на надпреварот, вршите селекција, случајен избор, може да таргет. Out of competition надвора надпревар. Денеска над 60-70% во светот се прават out of надвора надпревар. И информациите се добиваат преку intelligence investigation. Разузнавачки информации. Тоа значи дека ја можам да му улетам било кога сакам. Значи ја можам да му улетам на надпревар серија. Ако го ставиме во така наречен testing pool, каде што он треба да пополни whereabouts, кај сум ја. Добро. И, например, праќаме, тоа можеме ние да пратиме за наши правенства, а може Интернационалната федерација вика вака: овој спортист или овој екипа во наредниот месец до 3 мора да ни дадете точно информација секој ден каде тренира. И, например, у Борис Трајковски у 10, во фитнес клуб у 12, и мора да даде тајм слот. Што е тајм слот? Вика: кажи ми кој час си сигурно дома. И многу од спортистите го даваат од 5 до 6 или од 6 до 7 сабајле. Тоа значи дека сега што значи тоа? Ако ти мене си ми дал распоред, така, кај си, а например денеска ја знам дека си во 10 во Борис Трајковски, јас доаѓам таргет да направам auto competition, кого сакам, како сакам или кого сум таргетирал или кого ми рекле од озгора или повеќе од нив, ја тебе не те најдам тука. Има процедура за колку време ако не се појави што се прави и се прави неуспешен обид. Добре. При такви неуспешни добиди исто кога да си позитивен на допинг случај. Аха, како спортска полиција ве Ја доживувам. повеќе би сакал да видиме превенција, затоа што во Превенција допинга треба да сте, да. Превенцијата, ама знаете како морковот и стапот за овој човек треба. Значи кешки да бевме толку свесни да функциониравме само на превенција. Меѓутоа е повторно ќе кажам. Првата борба е едукација. Да. Јас се надевам дека во овие наши минути ние сме придонеле барем за мало зголемување на таа едукација или некој да посака и да си рече: чекај, ја овие работи не ги знам, морам да ги знам и сега ќе одам да се информирам подобро. Многу ви благодарам зашто сте искрен соговорник, апсолутно компетентен и ќе имаме многу други теми затоа што ја имам уште милион прашања. Така што во некоја следна прилика ќе ги отвориме, се надевам повторно ќе ни дојдете. Ви благодарам многу и посебно благодарам за прашањата. Мислам дека отворивте клучни теми во спортот и ајде ве направете си некоја шема па да ги разглабуваме тема по тема. Ви благодарам уште еднаш. Уште еднаш ви благодарам. На гледачите големо благодарам што и овој пат следевте Fair Play. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.